Добар ден, почитувани, вие следите најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Со здраво срце, срцевите отчукувања ќе продолжат. Овој популарен цитат всушност е најдобар показател, односно најдобро сублимира важноста да се грижиме за срцето. Многу од нас со лошите животни навики го загрозуваат сопственото здравје, а со тоа и животот. Во светот и понатаму водечка причина за смрт се кардиоваскуларните болести. Па постои ли нешто едноставно што можеме да го направиме за да го подобриме здравјето на овој мускулен, витален орган? Треба да научиме да си го заштитиме срцето. Затоа во пресред на Светскиот ден на срцето разговараме со доктор Вилма Ампова-Соколов, интервентен кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Се гледаме набрзо во студијето на Телма. Оваа година темата на Светскиот ден на срцето е активниот пристап може да спаси животи. Време е за акција, порачува Светската федерација за срце, бидејќи 80% од предвремената смрт поради кардиоваскуларни болести би можела да се спречи со контрола на главните фактори на ризик. Па, како да си го заштитиме срцето? Ќе ни појасни доктор Вилма Ампова-Соколов, интервентен кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте, доктор, ке во Телма амбуланта. Добар ден. Во недела на 29 септември ќе биде одбележан Светскиот ден на срцето. Активниот пристап може да спаси човечки животи, па за каков активен пристап всушност се зборува оваа година? Така, значи, секој ден е актуелно, нели? Секој ден се актуелни кардиоваскуларните заболувања и тие се причина број 1 за смртност кај населението, дури повеќе од малигните заболувања. Секоја година или многу долги години се зборува за превенција и спречување или намалување на ризикот за во исто време, нели, намалување на ризикот од смртност од кардиоваскуларни заболувања. Така да во 2000 година почнува, нели, се одредува тој ден 29 септември како ден на Светски ден на срцето, за кое што на кој ден се принесува порака, нели, до народот, до луѓето, нели, пораката е намалување на ризиците кои што доведуваат до смртност кај населението. Значи, генерално е превенција смртност на населението. Ова година, секоја година има порака, нели, или слого. Оваа година е активен пристап за превенција или спасување на живот. Што значи тоа? Значи, стоп со пушењето, Ќе ги видиме главните, ајде да ги видиме главните ризик фактори, ги има повеќе. Значи, стоп со пушењето, правилна исхрана, и физичка движење, така да, како што кажавте, околу 20 милиони и повеќе луѓе годишно умират од кардиоваскуларни заболувања, нели, но и покрај сите овие кампањи што се, нели, водат и покрај сите овие работи се претпоставува дека ова болест, тоест болестите на срцето, кардиоваскуларните заболувања земат тенденција на зголемување, за жал и намалување на возраста. Се помлади и помлади лица страдат од кардиоваскуларни болести, па дури гледаме некои здрави луѓе, спортисти кои што можат да се соочат со таков кардиоваскуларен настан што дури починуваат на терен за време на некој надпревар. Да, тие се малце подруги вакво, не е поврзано со атеросклерозата или со пошто тие, нели, здраво јадат, пијат, се хранат и така натаму, тоа е веќе друга проблематика, значи кај помладите луѓе тоа е ненадејна срцева смрт, така се вика, и повеќе се случува кај млади луѓе кои што имаат хипертрофија или нормално зголемување на мускулот на срцето, или пак имат такви вродени или генетски аномалии за ритмогени заболувања и поради тоа нели, има такви немили настани на терен, да кажам, а кај повозрастните спортисти тогаш веќе
може Кога да ќе се вклучи престанат да овде и спортуваат? срцевиот удар, А кога нели, срцето е веќе акотна. проширено, така? Тоа е веќе проблем? Па не. Не секогаш? Вака, срцето се адаптира на состојбата во која што се наоѓа човекот. Значи, ако многу спортува, тоа се адаптира на тоа. Значи, малце се проширува, малце се зголемува мускулот, но не екстремно, нели, не треба да е. Се адаптира на физичката активност која што човеков ја применува, значи, секојдневно или во текот на животот. Затоа и кај спортистите, нели, имаме, така да речам, спортско срце, тоа е малку проширено и малку зголемено мускулот на срцето, за да може тоа физичко оптеретување што го прави секој ден, го практикува секој ден, нели, да одговори на срцето се адаптира да одговори на таа физичка активност, нели, која што ја практикуваат секојдневно. Но тоа не значи дека срцето им е болно. Така, нели? не значи. Да. Обично си го поставуваме прашањето што можеме едноставно да направиме за да си го подобриме здравјето, во овој случај здравјето на срцето. Има неколку ризик фактори кои што се однесуваат со животниот стил. Можеме да видиме фактори на ризик за срцеви заболувања. На едните може да се влие, на другите не може. Не можеме да влијаеме на возраста, полот и болестите во семејството. Така, овде сакам Сакате да додадете уште нешто? Не, сакам да го ставам као примерно факторите на кои што не можеме да влијаеме, тоа е возраста, полот и генетиката. Значи, скоро сите болести ние си ги носиме, нели, со генот, но не треба така да се опуштаме, нели, затоа што има и болести кои што се појавуваат деново. Значи, ново може болеста да почне од нас, нели, или од наши блиски и така натаму, така да не секогаш, но за возраста на пациентот, значи, што е интересно, вика, возраста на еден човек се определува од неговите крвни садови. Значи, возраста на крвните садови ја определува возраста на пациентот. Значи, ако крвните садови ви се болни, нели, на 40 години, многу имате атеросклероза и така натаму, запушувања, инфаркти и така натаму, значи, тоа според крвните садови, тоа е постар, нели? Значи, возраста е поголема. Значи, некој на 80 години може да има нема ништо здрави крвни садови, тоа значи тоа лице е помладо од тој на 40 што има нездрави крвни садови. Што е интересно, нели? Затоа сакам да го потенцирате. Да го потенцирам, нели? Дека не е само тоа е стар, па нели ова и нели, стар си толку колку што ви се возрастни крвните садови или колку што ви се болни. А за факторите на кои што нели не можеме да влијаеме, уствари тие ризик фактори што ги добиваме во текот на животот или пушењето, значи дијабетот. Така, можеме уште еднаш да ги видиме. Да, пушењето, дијабетот, покачениот холестерол, неправилна исхрана, физичка неактивност, зголемена телесна тежина. Сите овие ризик фактори делуваат на возраста на полот. Нели на деново појавените, значи пак взаимно си да кажам взаимно си влијаат едни на други, нели? На возраста не можеме, на полот не можеме, на генетиката не можеме, но сите овие фактори можеме, а сите тие, нели, болести вакво можат да влијаат на во порана возраст да добиеш болест која што, нели, твоите блиски ја добиле на постара возраст и така натаму. Докторке, врз основа на овие ризик фактори, можете ли да процените дали одредено лице има опасност да развие болести на срцето и крвните садови? Секако дека се да важни. Некој има генетика, болест во семејството, генетски предодредена болест, но при тоа има нормално ниво на холестерол, не пуши. Од друга страна имате пушач кој што има високо ниво на холестерол, но нема семејна историја на болест. Значи, кој е во поголем ризик да развие кардиоваскуларно заболување? Може процените? Не секогаш има правила, но како се рачуна медицински можам да кажам, ако еден пациент еден човек има само покачен крвен притисок, нема ништо друго, генетики и не знам што, тогаш он спаѓа во групата на низок ризик.
Нели, ако добро го регулира притисокот, нели, нема други коморбидитети или ризик фактори, тогаш да кажам за крвниот притисок ние викаме ако е добро регулиране исто како да го нема. Така. Нели, ако има потреба да земаш терапија, земај терапија за да нели е нормален, за да немаш оптеретување на срцето, на крвните садови и така натаму. Така да ризикот се зголемува или се проценува кога кај некој пациент нели на анамнеза, на распит, кога ќе дојде во амбуланта, има хипертензија, па се вклучува овде пушењето, диабетот, нели хипертензијата, хиперлипидемијата што ми има диабет и веќе ризикот со секој таков фактор се зголемува за еден, да кажам, ете. Значи, колку повеќе ризик колку фактори, повеќе толку ризик е поголема фактори, опасноста толку поголема да е се опасноста, но развие тоа не болест на значи срцето. дека пациентот пак секако ќе сигурност заболи ќе со сигурност или дека сигурно е болен. Значи, заради тоа, тие што имат повеќе коморбидитети, генетика плюс, нели, или ако се вклучи овде и возраст, значи тогаш треба да се прават нели повеќе прегледи, превентивни, не мора нешто да е за да одиме на доктор, нели. Okay. Така да, кога пациент има шеќер, нормално дека треба да прави кардиоваскуларна проценка. Шеќерот праве промени на крвните садови или има покачен холестерол или има неколку од тие фактори, тогаш нормално дека треба да се контролира и да се регулира за да може да има добра превенција или да се намали тој ризик од добивање на кардиоваскуларни заболувања. Во факторите на кои што не може да се влијае е наведен полот. Што тоа значи? Дали мажите и жените не се подеднакво предиспонирани кон болести на срцето и крвните садови? Полот, значи, кај мажите и кај жените, значи, е различно до определена возраст. Сме видели исклучително ретки случаи кога жените, например, во фаза предменопауза, дека имат коронарна болест, каротидна или периферна, но да, во до определена возраст, посебно до менопауза на жената, има мажите боледуваат почесто отколку жените, после тоа се изедначува, дури во некоја фаза и се зголемува бројот на случаи со кардиоваскуларни заболувања кај жените отколку кај мажите. А смртноста каква е во однос на мажите и жените по периодот на менопауза кај жената? Па као се води дека кај жените е поголема и со поголеми компликации, сега тоа е најверојатно заради помали крвни садови. Нели, колку помал е крвниот сад, толку полоша е перфузијата или нели, разгранувањето. Има други фактори кои што плюс се вклучуваат на тоа. Но да, кај жените има поголеми компликации. Докторке, кога зборуваме за крвниот притисок, што денес е нормален крвен притисок? Бидејќи вредностите постојано благо се намалуваат. Да. Покачен крвен притисок е као дефиниција кога секој дневно, да кажам, е покачен притисокот над 140 со 90, нели? Тука пак играат улога возраста, годините, други фактори и така натаму. Но сакам да потенцирам дека кај пациентите кои што се со висок ризик, тоест тие што имаат и други фактори, нели, кои што се со ризик од као хипертензија, као диабет, хиперхолестеремија, као пушењето, тогаш, значи, крвниот притисок и плюс имат генетика за кардиоваскуларни заболувања, тогаш 135 со 85 се води као висок, низок, висок крвен притисок. Како рекоте? Низок, висок крвен притисок. Значи, тоа е нормален као притисокот, но тоа е во група каде што треба притисокот да му е помалку од 135 со 85. Значи, дури и такви категории има. Значи, тоа си имаме ние гајдланс и правила, нели, како тоа оди и така натаму. Значи, кај тие пациенти, кај што е се висок ризик, кај што имат повеќе коморбидитети, генетика, значи притисокот треба, тоа што значи? Значи притисокот го оптоварува срцето. Значи отпорот или притисокот во крвните садови го зголемува кога е покачен. Со тоа се прави ризик, значи од нели што ми има толку коморбидитети, претпоставуваме ние не можеме секаде да знаеме точно што се случува,
нели, значи претпоставуваме дека секаде во целиот организам може некаде на некоја артерија да има плака, таа може да пукне, нели, според подвисок притисок, нели, и плюс другите фактори кои што ги има, и со тоа да се донесе до инциденти, инфаркти, мозочни удари, емболии на крвни садови на рацете, нозете и така натаму. Така, докторке, Значи... но повозрастните лица кои што имаат коморбидитети, кои што се стремат лекарите да го нормализираат, да го сведат притисокот на идеално 120 со 80 или ниско висок што рековте 130 Добро, тоа се определени услови, само го потенцирам дека све е индивидуално и дека се проценува според пациентот. Има генерални правила, но тие правила се применуваат, значи има подкатегории секогаш. Е така. Но понекогаш тие пациенти се жалат дека не се чувствуваат добро кога притисокот им е нормален. Зошто е тоа така? Возрастните луѓе, значи имаат вртоглавици, а нормален е притисокот. Да, значи кај возрастните луѓе има друг момент каде што нели кај нив може да се случи да има 150 со 60 притисок. Значи разликата во горниот и долниот притисок да е многу голема. Што значи тоа? Тоа значи дека кај нив со годините се намалува тој еластичност на крвните садови. Значи тие стануваат помалку еластични, помалку такви мазна мускулатура, помалку се подвижни и нели артериите пулсират. Тука имаме еластични еластицитетот на ова е кога си помлад е поголем. Со текот на годините стануваат поригидни, значи еластичноста се намалува и така да притисокот кај нив може многу брзо да се качи многу висок и многу брзо да падне низок. Нели затоа што го нема тој компензаторен, да кажам, механизам на некој начин за да нема такви скокови и падови. И тука е веќе и микроциркулацијата, нели? Која што е важна, да кажам, и заради тоа некогаш кажува дека многу голема разлика. Разликата е голема заради тоа што еластичноста со текот на животот, на годините, се намалува еластичноста на крвните садови и поради тоа имаме некои такви симптоми кои што, нели, пак се компензират на друг начин, со пиење вода, исхрана и така натаму. А кој покачен притисок е поопасен за срцето, долниот или горниот? Диастолниот. Кој е тој? Тој е долниот. Долниот. Да. Тој е, значи, тој го оптоварува срцето. Тој всушност укажува на долниот притисок укажува на состојбата на срцето? Не на состојбата на срцето, него го оптоварува срцето. Само оптовара. Затоа што кога во аортата имаме поголем притисок, значи поголем отпор, кога испумпува крв, нормално е ако треба да испумпува крв во 180 нели притисок или во 120, нели полагано е излегувањето нели на крвта. Со тоа имаме и тај стоп во срцето и оптеретување нели на срцето од притисок. А ако има голема разлика помеѓу горниот и долниот притисок, тоа укажува на некаков проблем со срцето? Не. Може, значи секогаш кога притисокот се менува, нели, ама не можеме само на тоа да се ослониме. Значи ќе мора и други работи да се видат. Не е така едноставно. Или екстремно, ако е покачен притисокот, не се регулира, нели, и така натаму. Со притисокот значи има хипертензивни кризи кои што можат да доведат до срцева слабост. Значи 200 со 120, 140 притисок, значи притисокот диастолен се качува до бројка за нормален систолен притисок. Така да нормално е тоа да има потреба нели да индивидуално да се пристапува, да. Затоа што има и случаи кога може да настане и срцева декомпензација, на пример, попуштање на срцето поради екстремно висок притисок многу долго време. Затоа мора да се регулира. И тоа е со притисокот е тоа што кај некои пациенти притисокот значи го осеќаат, го мерат и така натаму. Кај некои пациенти притисокот не го осеќаат. Го откриват на некои систематски прегледи и така натаму. Терапијата е доживотна? Во повеќето случаи да. А може на почеток да се проба се тоа да се регулира со промена на животниот стил? Кај помлади луѓе, исхрана, физичка активност, намалување телесна тежина. Посекако, значи, дури и кај тие што доживотно би земале терапија и тие што не би земале доживотно терапија, пошто има и таков момент што притисокот се покачува повремено. Значи, нема хипертензија
постојано, а повремено се качува, и кај пациенти кои што треба да земат терапија, нели? Со тоа што нормално пак треба на сите овие други работи да се внимува. Намален сол во исхраната, газирани напитоци, кофеински препарати, значи масно и така натаму. Ми се чини дека најтежок дел е помалку сол во оброците. Па тоа е навика, мислам Навика? дека, да. Бара пациентите некаква алтернатива? И ова е навика. Бидејќи Па алтернатива не постои да не се алтернатива на досолува, сол. да. Јас мислам дека не. Ќе ги поканиме докторки гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна. Добро дојдени се сите ваши прашања и дилеми на темата на која што денеска говориме, а тоа е како да го зачуваме здравието на срцето. Совети ни дава во денешната емисија доктор Вилма Амполова Соколов, интервентен кардиолог. Да. И сега, докторки, ќе преминеме на холестеролот, бидејќи многу често се споменува. Дали холестеролот го внесуваме само преку храната? Како доаѓа во нашиот организам? Така, холестеролот си е потребен и ние си се создава во организамот и тој е потребен за наше функционирање. Значи, за да функционираме. Дури и кога ќе се роди едно бебе, нели, што цица од мајка му, значи, тоа млеко е богато на холестерол. Зошто? Затоа што тоа му е потребно за да расте, да се развива, за функцијата на мозокот да му се развива, значи, за да се одржува функцијата на хормоните во организамот. Генерално зборам за сите, јас го кажав како пример, значи колку е важно, нели, да го има. Дека телото не може функционира всушност без холестерол. Да. Значи тоа е една многу потребна ваква материја, но значи што е важно да се знае. Значи има добар и лош холестерол. Значи што значи добриот холестерол? Добриот холестерол го транспортира лошиот холестерол до црниот дроб за разградување. Добриот холестерол е ХДЛ холестеролот. Актуелно го зборувам така за да не направам забуна. За да се Значи, а ЛДЛ холестеролот е тој лошиот холестерол кој што треба да се елиминира или да се намали. Како се намалува ЛДЛ холестеролот? Која ќе се зголеми, која ќе го направиме да се зголеми ХДЛот? Нели? Тоа може да настане ако нема екстремни, нели, високи вредности на холестеролот, тоа може да настане кога се намалува внесот на шеќери, значи, затоа што шеќерите го зголемуваат лошиот холестерол, друг начин е на внесување на масти кои што се од растително потекло. Значи, тие масти што се од животинско потекло се, да кажам, лошиот холестерол, а добриот холестерол е, вака наедноставно да го објаснам, значи, за да не направам забуна. Така да, кога, например, кај диабетичарите, кога имат постојано висок шеќер и плюс внесуваат шеќер, тогаш кај нив има покачување на тие триглицериди и тоа се компензаторни механизми. Значи, покачување на триглицеридите и постојано покачување на ЛДЛ холестеролот, а пошто шеќерот е висок и, нели, постојано, а се што внесуваме калорично и ова се претвара во шеќери, значи, тогаш со тоа има и паѓање на тој добриот холестерол кој што, нели, е важен за превенција. 100% превенција нема, но во моментот светски препораки, нели, тоест правила по кои што ние работиме е ЛДЛ холестеролот да биде под 2. Под 2. Под 2, да. Добра, милимола на литар. Тоа е таа некоја гранична вредност. Тоа е тоа што се Тоа препорачува. би било така пожелно. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме програма, а потоа веднаш продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Убав ден да имате и се Исто најубаво. така и вам ви посакувам убав ден. Вака, ме интересира, ако може докторката да ме објасни. Вештачки работи ништо не употребувам, благо ништо не употребувам. Све сум на домашна храна, моје произведено, Така. а мрзнотијата ми е 6,8. Пред 10 дена го испитува. Притисокот ми е од 135 до 140 иде
И Така. малиот ми е од 85 до 90. Па ми интересира што докторката може, а употребувам лекови Масидо и Ирузит. Па ќе ве молам ако може докторката нешто да ме објасни повеќе. Така, да немате докторке некој подпрашање само? Па не е добро. Така, добро ви благодарам што се вклучивте во програма, повелете. Вака сега, 6 холестерол. И тоа е променлива вредност, ние не сме бројки, нели? Може денес да е 6, утре да е 4,5 или 5, зависи што јадиме и така натаму. Пациентката каже дека домашна храна, но тука е пак се вклучува годините, генетиката и така натаму. Така да тоа треба да го следи, нели? Сега на тие кардиоваскуларни прегледи, ние што ги правиме, нели, во нашата болница, кардиоваскуларниот преглед вклучува доплер на крвни садови, значи доплер на каротиди, на доплер на периферни артерии на нозете, со тоа што проценуваме, нели, дали има плаки, наслаги кои што се создават од тој лош холестерол кој што не се разгладува, кој што се таложи во крвните садови. За терапија не би зборувала, нели, затоа што терапија не можам да дадам вака, нели, по телефон или да направам корекција. Крвниот притисок би требало да се следи, да се коригира Апсолутно, да. Да, 135, 140. Па да, малце као покачен крвен притисок, ама не тука е страшно? следуваат и други работи, значи колку пациентот се движи, колку пие вода, колку јаде солено, значи како го мери притисокот и така, значи повеќе фактори вакво влијаат, така да ја не би давала коментар дека е лошо регулиран или добро регулиран. Сепак на преглед кога оди, нели, во кај кардиологот кој што ја следи, би ги расчистиле другите работи или би ја коригира терапијата. Но 90 е така, висок притисок. Ајде да ги слушнеме и следните гледачи. Колку години е. Добро, како и да е. Следните гледачи веќе бидат прашани за возраста, за да добијат, нели, по-конкретни совети. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали не слуша следниот гледач? Ке го замолам само да го намали тонот на телевизорот, разговорот да го следи преку слушалката, а доколку не може да се вклучи, нека го вклучат следниот гледач, бидејќи разбрав дека има уште еден. Да, ве слушаме одлично. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Јас ке ве замолам да го следите разговорот преку слушалката. Се јавувам за совети на Телма. Така, намалете го тонот на телевизорот. Најдобро е сосема да го исклучите тонот. И прашањето ќе го поставите слушајќи ме на слушалката. Повелете. Добро, го намали. Ајде, сега да го слушаме прашањето, повелете. Ајде, добар ден. Добар ден. Добар ден. Вака, јас пијам многу лекови. Имам и шеќер, имам и аритмија, имам и штитна звезда. Така? И имам, затоа сакам да кажам, Пинто и Адријанче за заштита на бубрези се пијам. И затоа сакам да се советувам. Така, значи пиете некаков лек за бубрезите, ако разбрав? Да? Добре, ве разбра докторката што е прашањето. Ворите, може да ви треба уште некој податок? Точно што е прашањето, ама имате нешто по-конкретно да прашате? Што точно, нели? Мислам дека тешко оди комуникацијата со гледачката. Да, имаме малку проблем со комуникацијата. Поликоморбидитетна, она е за амбуланта, да се направи добар преглед, разговор и така. Така да пие лекови за срцева слабост. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се надевам дека со следниот гледач ќе имаме подобра комуникација. Ја слушам ехо. Ќе замолам да го намали тонот на телевизорот. Ево уште една можност за него да се вклучи. Добар ден.
се исклучи. Добро, продолжуваме понатаму. Со холестеролот споменавте дека холестеролот е најдобро да биде под 2, така? Да. Сега, доколку нас ни е холестеролот постојано под 2, дали тоа значи дека нема да развиеме атеросклероза? Да, сега овде исто сакам да додадам некои интересни работи. Вака, значи, холестеролот може да е под 2, нема тоа гаранција, нели, дека нема да развиете кардиоваскуларни заболувања, но тоа се некои правила од направени испитувања долгогодишни, нели, кај многу пациенти, дека се намалува ризикот. Значи, така, намалување на ризикот и апсолутно нема да добиете болест е различно. Значи, така да сакам да потенцирам некои работи, може, нели, да имаме пациенти кои што имат покачен лош холестерол, нели, над 2 или 3, да имат малку покачени триглицериди, но и висок добар холестерол. Значи, тие спаѓаат во некоја ниска група на ризична група, да кажам. Ете, пред неколку години имам прочитано, значи, некоја студија се водеше за пациенти кои што имат добар холестерол, ХДЛ холестеролот над 2, имат долговечност. Аха. Значи, и тоа е направено како студија, потврдено и така натаму. Сега, дали тоа е така, ќе се успостави натаму во животот, нели? Затоа што постојано се работи на тоа што холестеролот, шеќерот, пушењето прави како промени на организмот на човеков. Не само на крвните садови, но основни се крвните садови, затоа што тие ги снабдуваат сите органи со материи кои што му се потребни и највише со кислород. Нели, за да се одвиват функциите, треба хранливи материи и кислород. Така да тоа ми е една така кога ќе погледнам лабораторија кај пациент кој што ми е во амбуланта на 2 холестеролот, нели, овој добриот холестерол, кажувам. Нели, тоа е, вие спаѓате во група, нели, ова прочитано, нели, потврдено, не измислено, нели, или заклучено, да кажам. Така да пациентите се среќни кои посебно помлади и така натаму. Така. Сега нормално и јас би била. Апсолутно, секој би бил, но не се сите среќни кога ќе ги видат резултатите што ќе ги добијат од лабораторија. Не значи дека секогаш ако имате покачен холестерол, спаѓате во групата на ризични. Значи ако има и добар, значи тогаш транспортот на тој холестерол е добар, нели? Така да разградувањето исто, значи така воопшто не се црно-били работите кога станува збор за холестерол. Така да, ако имате, нели, многу низок, ова посебно кај диабетичарите, многу низок добар холестерол, висок лош холестерол, тогаш е веќе високи триглицериди, тогаш е веќе спаѓа во групата на пациенти со повисок ризик од кардиоваскуларни заболувања. И сега оние што имаат висок лош холестерол, за да се заштити здравјето на срцето и крвните садови, понекогаш мора да пијат терапија, тоа се статините. Статините обично се доживотна терапија? Па генерално да. Нели, ако веќе се одлучи дека треба еден пациент да зема статини, тогаш ги зема и продолжува да ги зема. При тоа, ќе мора ли да се направи корекција на храната или можат потоа да се јадат што сакаат? Не е така. Значи, пак е тоа едно индивидуален, нели, пристап, значи се прават повеќе испитувања, не може да речеме на 5 или на 6 холестерол, нели, на 35 годишен или 40, земајте од утре статини, нели. Мислам, тоа не е нормално, не е во ред, нели. Ако пациентот, например, има повеќе коморбидитети, направени се добри испитувања, ехо, стрес тест или, не знам, магнет на срце или срце, компјутер или испитани се крвни садови, зависи во која фаза е, какви симптоми има, тогаш да, посекако е подобро, значи, да зема ако спаѓа во таа група на висок ризик од кардиоваскуларни инциденти, затоа што значат статините за организмот кој ги земаме. Пошто во
по портали типу ова се ова пациентите многу ова го штетува имаат големи црниот двојби дроб, не кога знам станува што. кога станува збрзоваа терапија, дали да е применат или не. Точно, заради тоа сакам да ги, нели, разјаснам работиве. Пишува дека се штетува црниот дроб. Точно, знам, значи сум го читала. Тоа е исто вака, значи пациент има бајпаси, нели, периферија, каротиди опериран, не знам што, значи нормално дека ќе зема статини. Нели, тие му се антиинфламаторно или антиалергиско на некој дејство на тие плаки, пошто ние не ги заштитуваме само работите кои што сме ги откриле, сме ги третирале, а го заштитуваме крвните садови во целиот организам, пошто ние не знаеме на секогаш и на друго место дали не се појавило. Затоа што тие плаки кои што се во крвните садови можат да се воспалат, нели, да пукнат под дејство на притисок, на пушење и така натаму, и со тоа, значи, предизвикуваат реакција кај што се лепат тромбоцити, кај што, нели, се стават тромби, и со тоа се прават запушувања, нели, инфаркти, мозочни удари и така натаму. Така да статините, според медицински издржано, значи, тие што се во висока група, нели, висок ризик група пациенти, а со земење на статините го намалуваат ризикот од добивање на мозочни удари, инфаркти, или на тие што имат потреба од некоја кардиохируршка операција или интервенција на срцето, ставање на стентови и така натаму, ги прават интервенциите постабилни и со стабилноста на крвните садови ги прават интервенциите постабилни и со намален ризик од лоши исходи. Велат повеќе движење, помалку седење, тоа е рецепт исто така за здраво срце, но какво движење и каква физичка активност се препорачува? Дали можат сите да бидат подеднакво физички активни? Ќе ве прашам веднаш откако ќе го вклучиме следниот гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да се вклучам во Телма амбуланта. Така, во Телма амбуланта се вклучивте, повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Велес. Така. Имам стент. Пиев Рефидоро. Ми го дадоа за намалување на холестеролот, на лошиот холестерол. Така. ЛДЛ холестеролот. Меѓутоа, многу ме болеа нозите. Страшни болки имав. ЛДЛ се намали, меѓутоа страшни болки имав. Дали да продолжам со него, оти тоа е состав од две субстанци. Росувастатин и езетимиб. Езетимиб. Така, значи дилемата вие што понатаму, дали да продолжите со истата терапија? Да, многу ме болат нозите, мислев дека е неуропатија, бев на неуролог и сега Росвера, пием од 10. Не ме болат нозите, меѓутоа ЛДЛ не ми е толку низок. Има докторката прашање, кој е прашањето? Дали ви е подобро од кога го земате само Росферата, росувастатинот, да, со пониска доза? Помалку ме болат, меѓутоа ЛДЛ ми е малку повисок на анализата. Дали да продолжам со Рефидоро или Росферата од 10 мг? Подобро ми е со Росферата. Ама ЛДЛ ми е висок. ЛДЛ ви е висок. Добро, ви благодарам за вклучувањето, повелете, благодарам, докторке. Вака сега, значи, ова е сега една друга вакво друг проблем со статините. Значи, некои пациенти толеранцијата или сензитивноста на тие статини им е многу ниска и прават тие мијалгии, мијалгии, нели? Болка во нозите поради статините. Ете, ние како болница, значи, тоа го испитуваме кај пациенти кои што имат потреба од статини, дури по високи дози, значи тоа зависи од дозата, ние испитуваме сензитивност на статини генетски. Генетски тест е тоа, Да, всушност. генетски тест правиме. Каков ефект би имале статините каков ефект и со каква доза да одиме. Аха, значи може и точно дозата да се утврди. Не точно. Точно не, али може да се намали дозата. Оти ако на 40, затоа што пациентката има потреба да го зема. Нели? Има потреба да го зема. Но
Има и други статини, не мора росфера, не мора росувастатин, може аторвастатин. Значи има и други статини кои што можат да се земат и кои што од кои што може да има помалку симптоми. Иначе тоа е најверојатно од росувастатинот, не е од езетимибот, што е во лекот. Тоа се нови лекови кои што се многу подобри од као монотерапија, ова се као 2 лека во едно, за регулирање на точно баш на маснотиите и на тој лошиот холестерол. Има пациенти кои што комплетно се нетолерантни кон статините? Има, да. Има и во тој случај има некоја алтернатива. Видите, за... статините се како и сите вакво, како и сите лекови. Сите лекови имат добри и лоши страни. Сите лекови кај сите пациенти не делуваат исто. Значи има пациенти кои што не толерират едни или други лекови, така да тоа е индивидуално. Али затоа пак имаме можност да го испитаме. Така, тоа е голема предност. Тоа е предност. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало. Повелете. Го очекуваме добар вашето прашање. Ало, добар ден. Добар ден. Прашање до доктор Вилма. Така. Доктор Вилма, вие пред 10 години на мојата сопруга имате направено коронографија. Од се срце ви благодарам за овие 10 години. Нема никаков проблем. И покрај тоа што кај вас се направени и неколку контролни прегледи, до ден денеска се осеќа прекрасно. Мораме во најскоро време да ве посетиме. Моето јавување е не за прашање, туку за една голема захвалност така. за вас. Поздрав до вас И и да до ви сопругата и ве чекам на све контрола. најубаво. До гледање. Поздрав и до вас. Пријатен ден. Ви благодарам што се вклучивте. Се надевам дека вашата сопруга и во иднина ќе има добро здравје. Секогаш убаво кога ќе слушнете пациенти на кои што животот им добил подобар тек по некоја интервенција. Тоа е уствари целта на нашата работа. Еве сега, докторке, стигнавме до физичката активност. Има пациентка, сега слушнавме, која што има и некаква интервенција на срцето. Дали таа би можела, дали пациенти кои што има некаков кардиолошки настан, кои што направена интервенција, дали се препорачува физичка активност, бидејќи физичката активност е дел од превенцијата за срцеви заболувања. Точно. Дали можат луѓето кои што имаат некаков кардиолошки настан да вежбаат? Препораките, значи, што се 3 пати неделно по 30 минути. Значи, така, као некое правило, нормално, значи, дека е добро. Не се зборува за превенција за кардиоваскуларни заболувања, значи, не се зборува за не знам какво активно спортување или екстремно и така натаму, значи се зборува за пешачење. Пешачењето е доволно? Пешачење. Пешачењето мислам дека е супер доволно, нели, за тие што имат проблем, нели, и пред се проценката колку можат тие да се движат, нели, обично да кој се процени оптоварувањето. Да, да се процени. Иначе, да, посекако тоа се препораките. 3 пати по 30 минути као превенција пешачење, нели, за кардиоваскуларни заболувања. Нормално не може некој пациент кој што има со инфаркт и намалена ежекциона фракција да оди да планинари, на пример. Или да спортува екстремно. Така да има исклучоци нормално, така да све е индивидуално, но препораката е баш така, значи 30 минути, 3 пати неделно, најмалку пешачење, значи баш пешачење, без ништо екстремно. Младите и средовечните лица почнуваат обично преку ноќ интензивно да вежбаат, со велосипеди да искачуваат планини, да криеваат товар, да вежбаат кросфит во фитнес салите. Дали тоа е добро за здравјето на срцето или не? Да, мислам, тоа е... прегледи да се направат пред да се започне со некоја поинтензивна физичка активност? По правило, тоа се луѓе кои што сакат да спортуват, нели? Има луѓе кои што не сакат да спортуват, не сакат да се движат, не сакат да... Има луѓе кои што се обседнати со тоа, нели, да возат точак и ова. Океј, све тоа е оправдано. Но јас имам така неколку познати пријатели, блиски и
така и други кои што одат по тие маратони, трчат и така натаму, доаѓа да се проверат нели во каква кондиција се. Стрес за дали тест прават? може стрес тест и тоа. Мада, нели, не секогаш стрес тестот ти гарантира дека си добар или не си добар, нели. Така да И па како тука да знаеме треба- дали нашето срце е здраво или не? Какви прегледи треба да се направат? Вака, тоа се стандардни прегледи кои што вклучува. Најпрво е како вие се осеќате или анамнезата што ние ја земаме од пациентот. Значи, кога ќе доаѓа пациент на доктор, не ја земаме одма да го прегледуваме, го прашуваме. Имате проблеми, немате, имате генетика, немате генетика. Значи, ризик фактори, пушење, диабет, хипертензија, дали зема некои лекови, дали се лекувал од некоја друга болест, нели? Тоа е целокупната состојба на еден пациент, нели? Затоа е индивидуално. Потоа се прават ЕКГ, сатурација, значи се прави доплер на крвни садови, се прави ехо на срце, се мерат притисоци, волумени, димензии и така натаму и од тука се гледа дали некој пациент има потреба од дополнителни испитувања, нормално. Зависи од годините, зависи од коморбидитетите, од генетиката, така да ако да кажам пациентот во фамилија има 5 блиски луѓе или најблиски луѓе што имале инфаркт или што имале мозочен удар, тогаш и тој е во некоја висока, да кажам, група, нормално дека ќе му се направат и дополнителни испитувања. Нели, стрес тест, компјутер, зависи од тоа, нели, што ќе најдеме на првичните или на првичниот преглед, нормално. Има пациенти кои што се млади, нели, кои што немат никакви коморбидитети, се прави стрес тест, се прави, значи се проверува физичка кондиција или кондицијата на срцето. Значи со стрес тестот, на пример, може да се определи колку брзо еден млад пациент се оптоварува и колку брзо се враќа во нормала. Значи кога ќе се прекине тоа баш оптеретување, нели, според висина, тежина и години на пациентот. Така да све е индивидуално, не можеме да направиме заклучок на овој пациент ќе му правиме ова, на другиот не. Ако пациент, на пример, дојде со градна болка, нели, нелагодност, заморна вообичаена физичка активност, нормално дека нема да му правам стрес тест ако не може да качи 10 скали, ќе му направам коронарографија. Или ако има нејасни симптоми, значи спаѓа во групата на многу висок ризик, тогаш може да му направиме калциум скоринг и компјутерска коронарографија, нели? Не мора да оди све инвазивно. Има инвазивни и неинвазивни методи. Имаме спироергометрија сега, значи за сите спортисти, кои што во исто време се проценува, значи какво му е дишењето, капацитетот на плуќата, потрошувачка на кислород, значи и во исто време се проценува, значи резервата на срцето, колку брзо се уморува, на какво ниво на оптеретување, каква потрошувачка на кислород има. Значи има многу испитувања и многу можности и најстрашно е само тоа кога се игнорират симптомите, нели, или пациентот е млад па ништо му нема, значи да, тоа можеме да го провериме, да го докажеме, нели дека е така и после да кажеме да, вие немате ништо, али сме го потврдиле, докажале затоа што на вистина во денешно време, во модерната медицина, значи има многу испитувања кои што можат да се направат за да може пациентот да добие правилен третман и правилна заштита. Така, велате дека жените подоцна се јавуваат кај кардиолог кога имаат некаков проблем. Сега веќе сите се јавуваат. Сега се јавуваат на време, значи расте свесноста. Сега расте свесноста, да, и покрај тоа што смртноста и ова се повеќе и повеќе се зголемува, значи секоја година. За жал. Ќе ги вклучиме и гледачите во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Струмица. Така. Маш ми пациент на докторката беше кај ња во јуни месец. И му препиша лекове Аторобокс од 20, кардоперин од 100 и помпичка Флексотиде. Дали треба стално да ги прима или да ги прекратаме? А какви проблеми имате? Не кажавте?
Докторка има потреба на дополнување за... Не разбрав, ама Значи, вака, 3 лека? Терапија, вака, јас сум секогаш достапна за пациентите, значи немам никаков проблем да се јавам на телефон, да бидам во контакт со нив. Апсолутно никогаш. Дури терапија вакво кој ќе дадам првично кај некој пациент, давам визитка за да биде во контакт со мене и така натаму, но терапија никогаш, ама баш никогаш не сум пишала на телефон или сум ја сменила по телефон или сум коригирала нешто преку мејл. Не, беше кај неа на преглед, беше не по телефон. Без разлика. Така, сега е по телефон. Но сега е во телевизиска така да емисија преку може телефон. да ми се јавите, да ме побарате, ќе се договориме, да погледнам целиот наод, да видиме што и ќе ви кажам, нема никаков проблем. Така, значи Тоа обратете сакам се да до кажам дека докторката. сум достапна за да не биде вака по телевизија, а баш да видам све што сум видела и така натаму. Така, може да коригираме за корекција или на терапијата е потребно да се види целокупната слика и состојбата на пациентот. Нели, јас се сеќавам горе долу на сите пациенти, така да не знам, тоа ми е некое вако. Така, значи да се јави пациентката повторно да ми се јави да ме побара, преглед. значи за консултација за да видам што се случувало и што како натаму. Имаме сосема малку време до крајот на денешната емисија. Еве, јас би прокоментирала и за зголемената телесна тежина. Дали зголемената телесна тежина е секогаш ризик за кардиоваскуларното здравје? И дали со регулирањето, со нормализирањето, драматично се менува нешто? Да. Покачувањето на телесната тежина нормално дека е причина за покачување на притисокот, за покачување на шекерот, значи покачување на маснотиите. Не секогаш е правило, но да, тие пациенти се со многу повисок ризик од добивање на повеќе коморбидитети, да кажам. Значи, сега зависи годините и ризиците што ги носат пациентите, но секако дека со регулација на телесната тежина, со промена на начинот на живот, на исхрана, физичка активност, дека секако дури некои пациенти им се исклучува терапија за хипертензија, диабет и така натаму. Дали секогаш кога некој пациент има зголемена телесна тежина, пак има хипертензија, покачен холестерол, треба ли секогаш да се проба да се на почеток да се намали тежината, да се намалат животните навики пред да се преде кон терапија? Дури да нема, да кажам да нема такви коморбидитети, покачен притисок, хипертензија и така натаму, се редуцираат, значи за да не добие во текот на животот. А доколку се нормализираат одредени параметри со промената на животниот стил, дали тоа е гаранција дека се ќе биде во ред во иднина? Гаранција нема за ништо и никогаш. Така, ви благодарам, доктор Вилма, многу за вашето денешно гостување. Проговоривме за сето она што е поврзано за поголемиот дел кога се работи за превенцијата. Секако не можеме да фатиме во една емисија се, но превенцијата е многу важна за да се зачува здравјето на срцето пред се, и тоа е всушност пораката на Светскиот ден на срцето кој што ќе се одбележи во недела. И верувам дека свесноста на луѓето ќе се поткрене за тоа дека со мали промени во животниот стил може да направат многу за своето здравје. Точно така. Ви благодарам уште за гостувањето. Благодарам на поканата. Се надевам дека бев корисна за гледачите. Верувам дека пораката допре до гледачите. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.